Почитувани, СДС, Зоран Заев и Венко Филипче ги злоупотребувале АНБ и Агенцијата за разузнавање, го прислушкувале председателот Христијан Мицкоски, новинари и бизнисмени. Службите за безбедност и разузнавање во периодот од 2019 до 2024 година, наместо за државата, работеле за СДС, а со цел политички прогон и хајка против ВМРО ДПМН и председателот Христијан Мицкоски, замолчување на новинарите и уцена на бизнисмените. Ова е скандал кој е од невидени размери. И тоа токму од партијата која на власт дојде со проект Вистината за Македонија. 7 години потоа, вистината е поинаква, грда, но и болна. СДС како тогаш на власт ја следела опозицијата, ВМРО ДПМН. И сега сигурно ќе се правдаат со разноразни белешки, инструирани и фабрикувани случаи за надворешно влијание, измислени и наместени причини. Но реалноста е болна, а тоа е дека употребувале државен апарат за политичка елиминација. Според сознанијата кои ги имаме, председателот Мицкоски неосновано и со една единствена цел, политичка елиминација, бил ставен на оперативна обработка од страна на службите кои ги воделе кадри на СДС. АНБ на Виктор Димовски и Заре Милошевски, како и Агенцијата за разузнавање на Еролд Муслију, го следеле председателот Христијан Мицкоски, неговото движење, неговата комуникација и неговото делување. Следењето на политички противник заради негова политичка елиминација со помош на државни ресурси е крајно тоталитаристички чин и метод кој не е виден никаде во развиените западни демократии, особено не во последните 100 години. Тоа што Уставот го гарантира, а тоа е слободата на движење, слободата на говор и политичко организирање, му било загрозено на председателот Христијан Мицкоски од страна на СДС. Овие сознанија кои ги имаме ние, но и во многу подетална форма, подкрепена со факти, ги има и јавното обвинителство. Наместо молк, очекуваме одговори и одговорност. Наместо летаргија, очекуваме одлучна акција. Прашања на кои мора да одговорат се: кој бил одговорен да го следи издавањето на ПИМ мерките од 2019 година до 2024 година? Дали е всушност сегашниот јавен обвинител Љупчо Коцевски? Ако тоа е така, станува сосема јасно зошто СДС и ДУИ не гласа за негово разрешување. Дополнително, денес Венко Филипче е обкружен со истите луѓе кои прислушкувале и злоупотребувале државен систем. Истите тие се дел од понудата на СДС. Кому и зошто му служеле прислушкуваните материјали? Во која европска држава се следи лидер на насилната партија, новинари и медиуми? Дали со добиените информации се тргувало со влијание и се уценувале бизнисмени? Бараме јавното обвинителство итно и недвосмислено да отвори случај и да бара одговорност од Виктор Димовски, Заре Милошевски и Еролд Муслију и нивните политички наредбодаватели во врвот на СДС. Тоа што во Македонија било пракса 5 години, а на кое му се гади на секој нормален човек, мора да биде казнето и никогаш да не се повтори.